И време е да ве поздравам од моето омилено каче, ресторанот Star Ocean, кинескиот ресторан во центарот на Скопје. Преубава трпеза пред мене и едва и чекам да слушнам што е ова што денеска ни приготви готвачот. Некако паралелно се погодивме со група тука, но секогаш ќе испочитуваат екипата на Backstage за вие да уживате со око, а секако да дојдете и да го вкусите ова што денес овде ни го послужија. Морам да признам многу различна храна. Силвија Лиу е секогаш тука, пријатен соговорник кој што ќе ни раскаже што е ново, што се случува и што имаме овде пред нас. Силвија, добре дојде во Backstage. Добре ни дојдовте. Секогаш супер сме со вас и секогаш ни инспирирате да направиме нешто интересно, тренди, модерно во Кина, бидејќи знаеме дека Кина многу брзо напредува, како со технологијата, така и кулинарството. Нашиот готвач имаше можност да се врати дома на 2 месеци, за да се види со својата фамилија, беше на одмор и кога се врати веднаш донесе нови специјалитети, нови идеи, така да денес ќе се исто така кулинарството ќе го поврземе со јин-јанг филозофијата, односно како што кинезите веруваат во баланс на енергии, така јин-јанг го поистоветуваат и со исхраната. И кога станува збор за јин-јанг во исхраната, ќе почнеме со нашата нова салата, која што се вика јин-јанг енергија. И таа се состои од ракчиња, пропржени во вок тава, значи нема ништо живо, затоа што обично знам дека посетителите не сакаат живо и нешто што има чувство дека им мрда во устата или е нели структурата различна. Меѓутоа овде ракчињата се пржени во вок тава, има ракулци од грашак. Тие се многу здрави за крвната слика. Оваа салата има сладко-кисел сос, меѓутоа јас сакам да ги покажам ракулците кои сами ги рдиме. Гледате само каква боја имаат и колку тоа се интересно свежо изгледаат, убаво. Имавме можност да имаме посетители од Кина вчера и баш се изненадија од свежината и крскавоста. Кога станува збор за јин-јанг во оваа салата, морам да кажам дека ракулците, поради големото количество на вода која што го содржат во нив, тие се нискокалорични и многу диетални, богати со растителни влакна и ја подобруваат значително крвната слика. Тие се всушност јин, односно имаат смирувачки ефект, го разладуваат телото и се многу хранливи. Меѓутоа, доколку преголемо количество на јин храна внесеме во нашето тело и фали топлина, тогаш можеме да се чувствуваме подуено и тешко да сме изморени, истоштени. Токму за тоа кога станува збор за енергија на храните, не станува збор за тоа дали храната е стоплена во релна или извадена од фрижидер, туку станува збор за тоа како зеленчуците или различните состојки и суровини допираат до нас како енергија. Тоа е филозофијата на кинезите и верувањето дека за да бидеме среќни треба да внимаваме на балансирана јин-јанг енергија во нашето тело. Уште еден специјалитет со познат кинески граф, долг кинески граф, односно преведен на англиски се вика рок од граф, е тоуџјао. Не ваков зеленчук е нас сега веќе почнаа да го увезуваат, меѓутоа не го произведуваме сами. Ова е мојот омилен кинески зеленчук и кога одам во Кина, навистина се прејадувам од него. Има крцкава структура и е многу сочен. Ние го комбинираме со модар патлиџан и со чили пиперчиња, доколку не сакаат посетителите луто, може да го јадат без луто, меѓутоа модриот патлиџан во комбинација со тоуџјар, односно со долгиот кинески граф е преубав вегетаријански специјалитет и има многу хранливи состојки и е многу здрав за нашето тело, затоа што го особено спречува, го регулира шеќерот во крвта и управува добро со дијабетисот. Има многу калиум и магнезиум и е здрав за срцевата ритмија. Има големо количество на фосфор во себе и за сите бремени жени го препорачуваат кинезите да го јадат, бидејќи ги спречува деформитетите во текот на бременоста кои што може да се јават. И токму затоа во Кина велат се јаде со причина.
се што конзумираме има своја приказна, длабока историја и затоа и ние во таква форма го препорачуваме на гостите. Бидејќи модриот патлиџан има многу долга историја во кинеската култура, го направивме и на многу интересен друг начин, модр патлиџан крцкав, похован внатре полнет со месо. Ова е нешто што го сака младината кај нас и го мацкаат во сос, по желва и е крцкав однадвор, така да ова е како предјадење за сите оние што сакаат крцкави структури на специјалитети. Исто така имаме свинско каре во сладко кисел сос со гоџи бери и црн сусам. Тоа е специјалитет во кој не доминира сос, а крцкавата структура привлекува и служи како мезе за предјадење со пиво. Ова пред нас е еден вид на суши, модерен тип на суши, каде што оризот, односно филот, целото суши што е направено оривчето е претходно зачинето со пилешко месо или вегетаријанско и се прави во форма на триаголници со морска алга. Ова е нешто што младите во Кина го конзумираат, дури можат и во маркети да се го земат и е многу голем тренд исто така во Америка. Значи, зашто е мало, многу е згодно за конзумирање, значи можеме и како предјадење, ги заситува апетитите со 1 до 2 и за сите обожаватели на оризот, кои што не сакаат да јадат пржен ориз, туку сакаат ориз во ладна форма, како суши со малце вкус на морско, ги препорачуваме овие ладни оризови триаголници. А моето омилено денес на софрата, морам да кажам дека е нудлсите, кои што се за прв пат имаме во нашето мени, нудлси, ладни, непропржени, подготвени со сос од кикирики и плюс од озгора декорација на кикирики со зеленчуци. Денес имав можност прв пат да го пробам овој специјалитет и го препорачувам на сите обожаватели на тестенините, бидејќи јас обично јадам топли нудлси, пропржени или како супа, како рамен. Меѓутоа прв пат имав можност по предлог на шефот на нашата кујна да пробаме нудлси со путер од кикирики, меѓутоа ладни. И јас сум воодушевена од вкусот. Многу сакам после нашето снимање да имате можност и вие да ги дегустирате, бидејќи секогаш кога имаме нешто ново ме интересира мислењето и на некој што нема толку искуство во кинеска кујна, а сепак има желба да проба. И овој тип на специјалитет денес, крцкави баодза, кои што се печени во релна, полнети со јунешко или јагнешко месо, се традиционални во еден дел од Кина, каде што јадат храна спремена во релна, во печка. Значи, еве модерна Кина, како се трансформира, порано во Кина немаше воопшто печки, се готвеше во воктава, меѓутоа еве сега традиционалните и кинески кулинари и месари, кои што знаат да работат со тесто, знаат да спремат нешто што навидом изгледа слично како нашето, меѓутоа не е. Ова е сега спремено и е нешто што ние го спремаме во еден од нашите нови локации што ќе ги отвараме, бидејќи ќе имаме посебно само селектирано дел категорија на традиционални кинески тестенини, каде што ќе има печени во релна, варени на пареа, пржени и посетителите ќе имаат можност да пробаат еден дел од кулинарството што спаѓа во делот на месење. И на крај ќе го завршиме нашето денешно презентирање до гледачите со нивното омилено сладко кисело пилешко, меѓутоа месото е обработено на многу поинаков начин, сечено е на многу помали парчиња, за да биде лесно за конзумирање, со ананас во форма на топчиња и патлиџан во форма на топчиња. Видете само колку тоа умешно рачно направено. Нема калап за ова да го направи готвачот, току го прави рачно и навистина е преубава уметност во комбинација со боите од тањерот, каде што секогаш внимава да има контраст.
Јас морам да признам дека денеска особено ми беше интересно тоа што за 3 од овие јадења јас не можев да претпоставам што е точно. Овде не можев да претпоставам дека е со мудар патлиџен, ова не знаев дека е свинско прашање, а ова мислев дека е некоја салата, а всушност се нудлси и ми се допаѓа што тоа е некако магијата во кинеската кујна, што никогаш не знаете што ве очекува додека не го вкусите. А овие 3 Да, тука? тоа е нашиот десерт. Во Кина се многу користени, многу странците ги обожаваат. При нашата последна посета во Кина, тимот со кој бевме на обука, сите ги обожаваа и ги јаде и прв пат ги донесовме кај нас. Тоа се печени од кора. Тестото е правено, меѓутоа внатрешно е со јајце и со кинеско млеко од кокос. Го увезуваме, има нивното млеко е различно да од нашето, така да благото во Кина не е толку јако благо како нашето, не се базира на торти, на чоколадо. Малку е понеутрално, така? Понеутрално, да, секогаш сакаат повеќе здрави шеќери. Не претаруваат кинезите. Да, затоа и сакаме да пробаат обично нашите посетители, се навикнати на благо на крајот на оброкот и се трудиме да внесеме нешто ново од благо во нашето меню. Силвија, ти благодарам многу. Јас едва чекам да проверам што тука се случува на оваа трпеза и се гледаме секако во следна прилика. Ќе го isфотографираме, ќе зумира снимателот, а веднаш потоа и ќе видиме каков е вкусот, па ќе им раскажеме во следната емисија. Ти благодарам. Благодараме на вас.